Почитувани, само во неколку месеци низа релевантни меѓународни организации констатираа драстичен пад на слободата на говорот во Македонија и влошување на медиумскиот амбиент во земјава. Веќе не остана ниту една меродавна светска институција која ја оценува состојбата во медиумската сфера како позитивна. После загрижувачките оценки на State Departmentот, на Freedom House, на Европската комисија, кои Македонија ја сместија меѓу африканските земји според слободата на медиумите, последниот во редицата на негативни извештаи дојде вчера од Репортери без граници, од каде изразуваат длабока загриженост за процесите во медиумската сфера во државава. Извештајот јасно укажува дека затворањето на А2 е направено на апсурден и нечесен начин, а наводните заложби на владата за решавање на проблемите во медиумската сфера се нарекуваат лажна реформа. Ова ги потврдува нашите предупредувања дека власта плански го партизира Советот за радиодифузија за напречено да го користи овој независен орган за извршување на незината партиска агенда. Сето ова ни кажува дека назадувањето на слободата на говорот во Македонија веќе е драматично, а таа се повеќе се претвора во недемократска земја од типот на Белорусија, во која власта не бира средства да ги замолчи медиумите кои критички ја обсервираат незината работа. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веќе предложи решенија за проблемите во македонскиот медиумски простор. Ја поднесовме до владата на Република Македонија Националната стратегија за медиуми и право на слободен говор, која содржи конкретен план за подобрување на состојбите. За да се промени оваа грда слика за нашата земја и да се запрат недемократските процеси, уште еднаш предлагаме мораториум на владиното трошење на буџетски средства за рекламирање, се до усвојувањето на стратегијата, која прецизно ќе ги дефинира критериумите за правична и транспарентна распределба на средствата во медиумите, без можност тие да се злоупотребуваат и да влијаат врз уредувачката политика на медиумите. Воспоставување на независен јавен радиодифузен сервис со прецизни механизми за заштита од партиски влијанија. Итно откажување на контроверзниот закон за медиуми, кој владата во тајност го подготвува, и последно, враќање на независноста на Советот за радиодифузија и оневозможување на негова партизација. Бидејќи со еден закон, како што е конкретно законот за радиодифузија, не може да биде решена цела проблематика во медиумската сфера. Конкретно за законот за радиодифузија, вие видовте колку денови се дебатираше кога тој беше носен, кои беа нашите аргументи на опозицијата во парламентот и какво беше гласањето, исходот од гласањето. Стратегија сметаме дека е поопшта правна основа за кога таа ќе се усвои од страна на владата, тоа се вообичаено долгорочни за следниот период од 10 години, врз основа на неа да се донесат сите законски акти, не само еден, кои се надеваме дека доколку владата ја усвои нашата предлог стратегија, ќе бидат донесени со консензус во собранието и конечно заеднички ќе одлучиме за подобрување на состојбите во медиумската сфера во државата. Поднесена е пред неколку месеци, тоа е еден од и беа информирани медиумите во влада, во оние црвени папки, секаде каде што во сите сфери каде што сметаме дека е црвена, односно алармантна состојбата, поднесуваме црвени папки до владата. Една од тие сфери беше и медиумската сфера и нашата предлог стратегија.